Здраво, Шкорпи! Добре дојдовте во ова видео. Овде ќе ги читаме љубовните пораки кои се однесуваат на вас и се за периодот кој следи. Значи, генерално, општи пораки кои се однесуваат на сите, нешто ќе се однесува за вас вие ова што го слушате, нешто не, тоа што е за вас, препознајте го, се надевам и посакувам да ве води, тоа што не е, не обрнувајте внимание и да не должиме. Што ве очекува вас, Шкорпиите, период? Еве, за дел од вас, гледам овде, дека вие, очигледно оваа порака за тие што не живеете близко еден до друг, што сте физички на различни локации, вие сте тргнале кон партнерот. И сега само еден момент. Значи, јас овде ја пренесувам пораката како што ја гледам. Вие е најдобре да ја толкувате како што таа соодветствува во вашиот живот. Затоа што јас апстрактно некоја зборувам, значи ќе речам, вие сте тргнале на патување. Тоа може би некогаш за некого значи дека вие сте тргнале во нешто ново со партнерот, кон партнерот. Не мора да значи дека физички ќе патувате. Затоа добро е вие сами да се ги толкувате. Сега, во овој случај, еве јас гледам дека некој патува кон некого, значи зборуваме за тие што патувате, сте тргнале кон некој ново патување или сте тргнале кон партнерот. И што сега вас ве мачи? Вас ве мачат мислите околу тоа каква ќе биде реакцијата на партнерот. Значи, може би вие сакате нешто ново да му покажете, нешто да му донесете, некаква идеја, некаков план, некакви цели, нешто да му предложите. Или воопшто самото ваше пристигнување ве плаши каква ќе биде неговата реакција. Вас ве мачат мисли дека тој нема да биде среќен. Дали нема да биде среќен од тоа што ве гледа, дали нема да биде среќен од идејата која му ја носите, дали нема да ви даде поддршка. Вас ве мачат такви мисли. И сега, што имам за вас овде, имам да ви кажам дека вашите мисли и грижи се неосновани, затоа што партнерот ќе биде воодушевен од она вие што ќе го покажете, што ќе го донесете и направите. Значи, ќе биде, тој толку многу го посакува, што дури ќе биде изненаден, пресреќен ќе биде што ви сте се сетили на вакво нешто. Вие ќе се воодушевите од поддршката што ќе ја даде и среќата и радоста што ќе ја покаже заради вашата таква реакција или активност, за што и да станува збор. И сега за еден друг од вас пак, вие дел од вас чувствувате некаква несигурност околу партнерот и не знаете како би се однесувал во некоја ситуација за која вие сакате да имате знаење како тој ќе се однесува. Не знам што е тоа, вие знаете нешто, вие сакате да знаете каква ќе биде неговата реакција околу нешто. И вие ќе го ставите на некаков тест. Нешто ќе му дадете, некаква обврска или нешто, не некаков тест ќе го ставите за да ви покаже како тој би реагирал. Сакате да разберете нешто, сакате да разберете како тој размислували, како тој би постапил, што тој би направил. И исто така, реакцијата и одговорите се исти, да речеме, за повеќето од вас, а тоа е дека вие ќе бидете изненадени колку тој ќе постапи убаво во однос на вас. Ете така ќе бидете изненадени. Некој па дел од вас само ќе му предадете некакви обврски. Дел од вашите ќе му ги префрлите и ќе се изненадите колку тој добро уме, колку тој знае, умее да ги реши работите и сами без ваша поддршка и на многу убав начин и со многу убави методи. Значи,
енергијата која ја гледам од вас за вас е дека вие ќе бидете изненадени од партнерот и како тој ќе се однесува период. И сега, за еден друг дел од вас, исто така, тие што сте во врска, партнерот ќе ви донесе некакви нови можности. Доаѓа со еден куп нови можности од кои вие треба да изберете. Може би нешто ќе ви понуди и во таа понуда се содржани многу голем избор ќе имате на свет. Може нешто ќе правите заедничко, може нешто во домот, може реновирате, може носите одлука каде да се оди на одмор, некаква одлука како нешто да се направи, како да се изведе, и партнерот вас ќе ви даде преголем број можности, значи ќе ви даде голем избор. Вие ќе бидете среќни колкав избор имате. Нема да бидете ограничени, значи нема да ве ограничи. До сега вие сте биле, самите вие сте ограничувавте за нешто и сега партнерот доаѓа со еден куп нови можности. Убави моменти, прекрасни моменти за тие што сте врска. Сега морам да го спомнам ова за некој дел од вас, ова сосема нешто друго. Значи ви си знаете, ќе си се препознаете, еден друг дел од вас пак вие чувствувате дека нешто не е како што треба во врската. Тоа некако вие го чувствувате. И морам да ви кажам дека партнерот, без разлика дали е некој каде за кој чувствувате не знам каква љубов или било што, меѓутоа ете партнер е периодот во вашиот живот игра некаква улога. Ете тој, некој или таа, морам да ви кажам дека споделува некакви тајни во врска со вас, со другите луѓе. Тој издава некакви тајни, ваши тајни. Не знам дали се заеднички, не верувам дека се заеднички, меѓутоа се лично ваши. Тој нешто лично ваше кажува на некој друг. Тој споделува нешто што вас многу ви значи, нешто што го чувате само за себе, нешто што можеби во одреден момент сте одлучиле да го споделите со него. Ете тој на еден нечесен начин споделува со некој друг. Ке го дознаете ова, ке разберете за ова, ке ве вознемери, можеби, не кој знае колку многу, затоа што, зошто? Не знам зошто, може ке ве ослободи на некој начин и тоа е тој момент кога вие ќе одлучите да ставите крај. И онака овде нешто не функционира, вие тоа го знаете, го чувствувате, овде нешто не функционира и со ова, од кога ќе го дознаете, барем ќе ви даде можност и ќе ви покаже на кој начин вие да се ослободите од оваа енергија, од овој човек, од оваа личност во вашиот живот. Значи, сега за дел од вас можеби па некој нешто ваше ќе земе и ќе го даде на друг. Можеби тоа го прави постојано. Вие не знаете. Во секој случај, периодов ќе разберете за активностите, нечесните активности на тој што е покрај вас. Нема да биде лошо за вас во никој случај, јас тоа ви ветувам, затоа што ова за вас ќе представува ослободување. Конечно ќе ве ослободи од ова сето, од ова неубава енергија во која сте влегле. Дел од вас пак нешто во кое премногу сте вложиле, премногу сте вложувале, гледате дека нема ефект. Едноставно нема ефект. Од другата страна не доаѓате на подеднакво иста енергија, за возврат не доаѓате не се наоѓате на иста бранова должина и одлучувате да ставите крај на тоа.
тоа се во ред, се она што не е, че некоја кога ќе заврши тоа не носи ништо лошо. Напротив, тоа нас не ослободува, не прави посрекни, повесели, порадосни. И сега дел за тие што сте сами. За тие што сте сами, вие сте сега моментално во една ситуација, во една не толку среќна ситуација и толку весела, ваша душевна, духовна и моментална. Се чувствувате напуштени, осамени, се чувствувате отфрлени, се чувствувате така некако се чувствувате неубаво. И вас да ви кажам дека кон вас доаѓа нешто од минатото. Вас некој ќе се врати во вашиот живот. Некој се враќа и тој што се враќа ја носи целата среќа на овој свет, буквално можам да го кажам тоа така. Може би оддалеку доаѓа, може би не доаѓа оддалеку, туку само така впечатливо е неговото враќање и начинот на кој ќе ви се врати. И тој вас конечно ги отвара сите нови можности за кои досега мислевте дека не е можно да се случат во вашиот живот. Значи, буквално, не знам, и вие ќе се чувствувате дека ова е звезда, ова е позитивна енергија, ова е баланс, ова е среќа. Вие токму ова ќе го почувствувате со доаѓање и враќањето на оваа личност во вашиот живот. Ова е нешто многу, многу убаво и многу големо која ве очекува, тоа морам да ви кажам. И во овој момент сите вие бидете благодарни, бидете среќни, заблагодарете му се на животот, без разлика каква и да сте моментална ситуација, затоа што она што доаѓа кон вас е нешто големо, нешто преубаво, позитивно, нешто кое ќе ве однесе во една сосема друга состојба на среќа, на радост, на успеси и задоволство. Драги мои шкорпии, се надевам уживавте. До следното видео, чао, чао!